Студио веќе тука ми може асалтирува адвокат и доктор по правни науки и благодарам пред се за издвоеното време. Само ќе најавам дека со вас продолжуваме истата тема, меѓутоа од сосема поинаков аспект, а тоа е правната рамка, судската практика и вештините во комуникациите кога се обезбедува правда за оние кои што се жртви на насилство. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Со задоволство ми е секогаш да разговарам на општествено сензитивни теми. Како ја оценувате моменталната законска регулатива за насилството врз жените во Македонија и што се променило низ годинива? Да. Па моменталната законска регулатива можам да ја оценам апсолутно како солидна. Значи ние имаме закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. На овој закон може да се надоврза законот за бесплатна правна помош, каде што се третираат жртвите на семејно насилство во смисла да добијат адекватна правна и бесплатна помош доколку се немокни и ги остваруваат оние законски рамки за да го остварат ова свое право. Колку се знае помеѓу жртвите дека имаат бесплатна правна поддршка и всушност од колкаво значење е тоа што државата обезбедува со цел пријавувањето на насилство да биде спроведен така како што треба? Да. Па вака сега, на нас законот за бесплатна правна помош не прави разлика во добивање на примарна и секундарна правна помош. Примарна правна помош ја даваат здруженија, одредени правни регистрирани лица согласно закон, така што тука жртвата кога се обраќа до институција, значи тие може да ја препратат до одредените центри кои што се регистрирани, кои што имаат и бесплатни линии и мислам дека на граѓаните им се доволно познати, но секако мораме да го земеме фактот кога жртвата се соочува со семејно насилство, таа е во моментот истрауматизирана и постои голема веројатност и да не и текне на ова свое право кое што може да го оствари. Но од големо значење е секундарната правна помош, која што единствено може да ја дадат адвокатите и се однесува за поведување на постапки, застапување во суд и поведување на сите можни активности, се со цел заштита и остварување на правата на жртвата. Од друга страна, интересно е тоа што треба да се разработи дали дефинициите како семејно насилство, блиски односи или родово базирано насилство е доволно опфатено или бараат доработување во нашите закони? Секој закон си ги содржи своите дефиниции. Дефиницијата со текот на времето и во делот на праксата се надградува и се проширува. Категоријата семејно насилство ни опфаќа она најтесна брачна или вонбрачна заедница или блиски роднини кои што живеат заедно. Значи, семејното насилство ни е всушност она најтесната семејна поврзаност. Под блиските односи, тука опфаќаме лица кои што се во емотивна врска во моментот или биле претходно во емотивна врска или имаат заедничко живење и имаат некоја емотивна поврзаност. А родовото пак насилство представува токму она насилство кое што е насочено кон родот, односно најчесто кон жената. Тука се оние стереотипи, патриархален еден модел, систем, така што во сите овие видови на насилство ние ги сретнуваме основните елементи како што се врши насилството. Тоа е психичко насилство, физичко, сексуално, економско и социјално можеме да кажеме, со економското некако поврзано. Сега тука некако поактуелни ни се секогаш физичкото и психичкото насилство и не толку се обрнува внимание на социјалното, односно на економското насилство. Како може да се спроведе, односно да се подобри спроведувањето во самиот закон и дали во моментов нешто недостасува, без разлика дали станува збор за ресурси или доволна едукација, исто така и институционална координација која што е неопходна?
Што од ова можеби треба да се подобри или функционира доволно добро? Јас мислам дека секогаш имаме простор се да се подобри. Значи, со текот на праксата, со различни видови на предмети и меѓуинституционалната соработка, апсолутно ние имаме можности од пракса да видиме каде се слабостите. Секој од свој аспект. Значи, почнувањето на еден процес за жртва на семејно насилство започнува или со нејзино пријавување во полиција или пред овие правни лица кои што се регистрирани за давање на примарна правна помош, или пак, не дај Боже, кога се работи за телесни повреди и жртвата се упатува во болница. Значи, со самиот прием на жртвата, докторите имаат обврска по службена должност да го пријават настанот и потоа истото го превзема Министерството за внатрешни работи, односно единицата за насилен криминал, одделението за семејно насилство и малолетничка деликвенција. Тука исто така голема улога има Центарот за социјални работи, адвокатот кој што се јавува нели како застапник на жртвите, така што тоа е еден цел систем во кој што ние сме и треба да бидеме во една меѓусебна соработка и постојана координација. Сега кога се работи нели за жива материја, секогаш може да се утврдат одредени слабости или да се подобруваме во механизмите и во законските пропишани рамки. Ке зборуваме за тоа дека скоро објавивте ваша книга, ваш труд, односно комуникацијски вештини, судска реторика, но претходно токму на оваа тема би сакала да ве прашам колку комуникацијските вештини можат да помогнат доколку кога се бранат жртвите, односно како комуникацијските вештини подобро ги застапуваат жртвите? Да, ова е многу добро прашање и клучно прашање во смисла кога се работи со странки кои што имаат еден сензитивен карактер, како што е овој работа со жртви на семејно насилство. Траумата си го прави своето, така што ние имаме и категории на луѓе кои што се поотворени за комуникација, имаме категории на луѓе кои што се позатворени. Но траумата која што се случила, без оглед дали е свежа и се случила непосредно при нашиот разговор со жртвата или пак се случила непосредно предходно, апсолутно влијае на разговорот и оформувањето на текот на постапката. Поради тоа што жртвата ја има таа траума не само во моментот на случување, туку и посттрауматски делува во поглед на присетување на одредени нешта кои што се случиле. Често пати жртвите знаат да ни кажат буквално ми е тоа како една црна дупка во сеќавањата и не знам ништо што се случи. А тие непосредни моменти од непосредно забележување или доживување од жртвата, како и одредени очевидци, доколку имало на настано да ни ги посочи жртвата, би не биле од клучно значење. Така што разговорот помеѓу адвокат и жртва на семејно насилство е исклучителен, а јас во мојата монографија апсолутно ги објаснувам различните типови на модели на комуникација и како секој би можел полесно и поедноставно да комуницира со спротивната страна. Би сакала да прокоментираме и околу вашата книга Комуникацијски вештини, судска реторика, кога се одржа промоцијата, кои се од вашите колеги беше дел од истата и што всушност значи ова ваше дело што сте го напишала? Да. Промоцијата на оваа монографија се одржа на 14 ноември. На моје големо задоволство и големо чекање на истото. Ова е дел од мојата докторска дисертација, која што беше завршена пред 4 години, но еве, со трпение, со љубов и до обработка на мојата докторска дисертација излезе оваа монографија, која што слободно можам и јас да кажам, но ова е коментар од моите
рецензенти тука од Македонија, професор доктор Владо Бучковски и професор доктор Гоце Наумовски, кои што се јавуваат како рецензенти, но коментарот кој што и тие го делеа дека оваа монографија треба да биде еден вид на учебник или приречник за убав говор, истото беше едногласно кажано од моите професори во Бугарија кои што ми беа во комисијата за одбрана на докторската. Недостасува ли на нашите правни факултети тука повеќе во образованието внимание посветено на реториката и комуникацијските вештини, или сметате дека во доволни количини ги учат нашите студенти? На правниот факултет имаме предмет кој што не е стриктно врзан како реторика, но секако римското право е еден постулат на ораторството, на говорните вештини и така натака. Секако, значи во секој предмет треба да се употребува ораторството и развојот на говорните вештини, но тука повеќе би го дала акцентот и една моја желба да можеме реториката да ја сретнеме во системот на основното образование. Тоа е една моја желба на која што секако имам еден критички осврт во мојата монографија, зашто сметам дека истото потребно. Да биде и во текот на средното образование, не само на факултетите, оние кои што ќе се определат за истото. Е сега како вашата книга која што ја имаме тука пред нас може да биде од помош освен за младите правници, средношколците, како што споменавме, всушност и за жените кои што сакаат подобро да го разберат судскиот процес и можеби тука некаде да најдат и утеха, но и поттик доколку се жени жртви на семејно насилство или било какво друго насилство да пријават и да бидат наставно храбри. Техниките на говор се многу комплексни и истите не може накратко да ги објасниме. Односно, за да може еден човек да комуницира подобро, а комуникацијата значи двонасочност, односно и ние да зборуваме, но и другата страна кога зборува, ние правилно да ги восприемаме тие зборови или целта и поентата која што произлегува од таа комуникација. Значи, со овој мој модел, со оваа моја монографија, јас апсолутно ги расчленувам сите различни типови на говори и акцентот тука би го ставила на збогатувањето на својот речник, не само со читање на литература, туку и со оние техники кои што ги објаснувам во оваа монографија, а се со цел за да може, еве, ако е жртва на семејно насилство, да ја зголеми својата самодоверба и да знае точно како да ја акцентира својата сила, да не ја губи енергијата на неважни работи, да се сконцентрира на себе си, на својот говор, за да може да има ефективна постапка која што ќе следи. Благодарам многу за денешното гостување.